12 нови жолти канти за рециклирање во центар со подигнати тупаници зад нив станаа символ на акциите за чистење во Скопје, но и на една поголема приказна. За опрема вредна 1,5 милион евра што речиси никаде не се користи за вистинска селекција на отпад. Министерството за животна средина лани купи над 30.000 канти и над 3.000 контейнери од парите собрани од поскапувањето на пластичните кеси. Идејата беше општините да воспостават систем за рециклирање, но во пракса тоа не се случи. Контейнерите се набавени со дизајн речиси идентичен на контейнерите за мешан отпад, па граѓаните фрлаат каде што ќе стигнат. Пакомак уште во старт предупреди дека треба иглоконтейнери со мал отвор, но советот не беше прифатен. Дел од општините, како кавадарци, самостојно направија нови контейнери со решетки, додека донацијата од државата ја користат за обичен смет. Повеќето општини ја префрлаат вината на државата или на нефункционалниот систем, од недовршените регионални депонии до недостаток на капацитети за преработка. Во Скопје системот дополнително е блокиран затоа што општините не смеат да постават канти без одобрување од комунална хигиена, па дел од опремата собира прашина по магацини и се користи само во предизборни акции за чистење. Иако повеќето општини имаат договори со колективни постапувачи, реална селекција речиси и да нема. Мал напредок има само во Гази Баба, каде што 53 канти се поделени по домаќинствата и веќе е собрана првата селектирана пластика.